Ние пред неколку месеци направивме едно мини интервју за твоите успеси, па еве ти самата да ни кажеш нешто повеќе за тебе, од кога почна да се занимаваш со тенис, со играње тенис, каде тренираш, што е важно да се знае за да се стане тенисер, повели. Јас сум Софија Петровска, имам 10 години и тренирам 2 години во Готија тенис клуб. Сум учествувала на повеќе турнири. Сум освоила 2 до сега. Во која категорија, конкуренција? 10-11 години. Во кој град? Гетеборг, Шведска. Кои беа учесници од кои држави или тоа беше на ниво на Шведска? На Шведска. Добро, и за тенисот вака, од кога прв пат почна? Од 8 години тренирам веќе 2 години тенис. Кој ти е идол? Од женски и машки? Машки Џоковиќ, женски Арина Сабаленка. Кои се основните удари во тенисот, вака на кратко да ни кажеш? Форхенд, бекхенд, сервис, волеј. Кога прв пат некој сака да тренира, што најпрво го учат тренерите? Форхенд. Добро. Нешто на другарчињата да им порачаш кои еве никогаш не пробале, сакаат да се занимаваат? Тешко ли е? Од почеток е тешко, после се навикаш. Добро. Друго следно надпреварување кое те очекува наскоро, сега е пауза, меѓутоа сигурно ќе продолжиш. Сега следното е на 25 август. Каде ќе биде надпреварот? Со кого ќе се надпреваруваш? Со кого не знам. Во клубот ќе се надпреварувам. Понатамошни планови со твоите родители за еве гледаме како уште на млади години Алкарас е еден тенисер кој е прилично млад, а веќе достигнува големи височини во тенисот. Од девојките не знам, не следиме толку женски тенис, меѓутоа порано се сеќаваме ние на Моника Селеш, имаше една тенисерка. Кој рековме дека е твојот идолка од женска? Арина Сабаленка. Добро. Друго не знам нешто, не те прашавме со училиште како си? Добро сум. Кој одделение таму сега, како ќе дојде на 10 години? Се сум четврто, а тука петто си бев. Беше добро. Дали твојата сестричка тренира? Имаш помала сестричка? Да, не тренирам тенис. Меѓутоа, имаш ли желба да и покажеш вака да? Да. Што ти е целта еве во што играш тенис, сигурно имаш нешто поголемо да се обидувам кога ќе пораснам да бидам на такви професионални турнири. Добро, имајќи предвид дека си освоила, еве гледаме тука за тебе и пехарот. Повеќе 2 пехари, да видиме како изгледаат. Сигурно и тоа е мотивација плюс. Друго нешто за тенисот што ние не знаеме, еве, и да ни напомнеш. Колку обично часа имаш неделно тренинг? Во клубот тренирам 2 пати неделно по 1 час и во слободно време играм со моите родители. Добро. Како во Делчево е сега си на одмор ти се допаѓа овде? Имаме тениско игралиште, не е во најидеална кондиција, мрежите ни се слаби, теренот и така. Меѓутоа имаше прилика да поиграш малку. Да. Имаш ли желба некој со некој наш одличен тенисер, еве да малку денеска ги одмеривте силите со Стефани, тој е во Англија, меѓутоа е од Делчево. Како ти се види како противник? Па добар. Сепак е машко нормално, малку и повозрастен, меѓутоа значи, може ли да кажеме дека таму во Шведска има поголеми услови секако за тренирање? И на крај, последна порака до младите твоја. Што ќе им порачиш? За спортот е. Било кој спорт, така ли? Кој што знае сепак? Кој го сака спорт? Па, многу ти посакуваме, многу среќа понатаму на твоите следни надпревари.